molitva pokajnička, prosti mi se odkažav od grevo smrten, Tatko moj nebese i slovo Božjo mi isprati, Sino svoj Isus da me spasi, Bogoroden vo tebe su, Tatko moj nebese. Tatko moj nebese, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebese, se vraćam pak kaj tebe. Da prostuvam me nauči, si te da gi ljubam kako ti. Čeda Božji si te smevo ljubov ta, Tatko moj nebese. I milost Božja me obleja, miro svoj nigo daruvaš, susijot razum, srce, duša, veruvam vo Isu. Oče naš, koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide volja ta Tvoja, volja ta Božja, volja ta Tvoja, kako na nebo to, така и на земјава, нова земја на која живееме денеска. Лебот наш насушен, дај ни го и денес, зашто се е од Тебе за Тебе. Без Тебе не можеме да направиме ништо. И прости ни ги долговите наши, долгови наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не. Човек го искушува неговата поход која го влече мами, но избави не од лукавиот. Значи, кој може да ни избави од лукавиот? Отецот наш, во името на Исус Христос. Но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата, и царството е негово, и силата, потребна ни е сила. Да ги надминеме телесните страсти, и сатанската природа, и силата, и славата. Славата е на Отецот Небесен во име на Неговиот Син Исус Христос. Нема друг за слава. Така како ќе речат луѓето вечна му слава на некој човек. Тоа е идолопоклонство. Вечната слава е само за Бог. И славата и силата. Во сите векови и во векови. Амин. Татко мој, те молам ова слово да ги допре. Сите оние кои имаат потреба од Твојата милост и од Твојата љубов, нека продре длабоко, нека ги разбуди нивните срца, да ја почувствуваат Твојата љубов, Твојата милост, Твојата сила, Твојот мир. Римјаните, послание на апостол Павле до Римјаните, 14 глава, не суди го својот брат. Не суди го својот брат. Важна категорија на христијанството, без која нема христијанство. Слабиот во вера, прифатете го. Слабиот во вера, прифатете го, но без расправи и замислењата. И ќе се фатат и ќе се расправат дали е вака, дали е така. Значи, ако не разбираш некој стих, фати се за еден стих кој го разбираш, фати се за љубовта. Љуби го својот ближен како себе си и секоја постапка, секоја дело, секоја мисла, секој чувство, секој поглед насочија дали поминува низ љуби го својот ближен како самиот себе си. Значи, слабиот во вера, прифатете го, но без расправи и замислењата.
Еден верува дека може да јаде се, а слабиот во верата јаде само зеленчук. Кој јаде, нека не го укорува оној што не јаде. И кој не јаде, нека не го укорува оној што јаде, бидејќи Бог го прифатил. Бог укорува, Бог одредува, Бог знае. Кој си ти што му судиш на тук слуга? Кој си ти што му судиш на тук слуга? Не судете за да не бидете судени, со каков суд судите, со таков ќе бидете судени, со каква мера мерите, со таква ќе ви се мери. Сето на што сакате да ви го прават луѓето, правете им го и вие. Кој си ти што му судиш на тук слуга? А ние се осудуваме едни со други. Тук слуга подразбира и слуга на сатаната. Значи, Архангел Михаел не го укори сатаната. Само му рече Господ да те укори за телото на Мојсеј кога се расправа. Кој си ти што му судиш на тук слуга? Пред својот Господар тој стои или паѓа и ќе стои исправено, зашто Бог има сила, моќ да го исправи. Бог исправува. Замислете апостол Павле, кој претходно беше Савле и ги убиваше христијаните. Ананија веројатно ќе го осудеше, оти требаше да положи раце на него. Ќе му рече: Господи, знаеш ли ти кој е овој човек? Значи, кој си ти што му судиш на твојот слуга? Моите патишта, вели Господ, не се ваши патишта. Господ знае кои луѓе се негови. Значи, така некој разликува еден ден од друг, а некој друг пак сите денови ги смета еднакви. Ние знаеме во православието, секој ден има слави, светци, светци, светци. Секој нека биде наполно уверен во своето мислење, но сепак овде пишува дека славата е на Бог. Нема слава за светци, ние славиме светци. Исус Христос не го познаваме, посебно во православието, бидејќи сум од македонскиот народ кој е длабоко забразден во народната култура на православието. Оној што ги разликува деновите, ги разликува за Господ. Тој за Господ ќе биде. Тој го прави тоа за Господ, нели? Верува дека е за Господ, а на крајот ќе одговара за секој свој збор, за секоја своја мисла. Кој не ги разликува деновите за Господ, не ги разликува деновите се само за Исус. Например, за мене сите денови се само за Исус. Ден поминат без Исус Христос е загуба. Кој јаде за Господ јаде, кој не јаде за Господ не јаде. За Господ не јаде и го фали Бога. Фали го Бог. Слава ти, Татко Небесен, ти благодарам за се што си ми дал. Што ме држиш во совршено здравје. Што ме направи глава, а не опашка. Што непријателот што доаѓа по еден пат кон мене, ти го гониш по 7 патишта од мене. Што направи огнен штит околу мене за твоја слава. Зашто никој од нас не живее за себе и никој не умира за себе. Никој не живее за себе, никој не умира за себе. Туку било да живееме, било да умираме, за Господ живееме, за Господ умираме, ние му припаѓаме на Господ, Господар, Господ. Според тоа, живееме ли, умираме ли, Господови сме, Христови сме, бидејќи и Христос затоа умре и воскресна и оживеа за да господари над мртвите, на кои им се проповедаше светото Евангелие, и над живите, потоа се подразбира живи мртви. Ако човек не се роди од озгора, не се роди во дух, тој е мртов, зашто духот е тој што оживува. Господ ви го дал животот. Вие немате ништо, вие сте прав земна кал, на која и е дувна дух живот, ни сте станале жива душа. Значи, ние му припаѓаме на Бог. Нема неутрален момент да не припаѓате никому. Или припаѓате на Бог, или припаѓате на сатаната. Во Библијата е добро запишано, не е запишано светци да се разликуваат и денови, дека има два типа на луѓе: синови човечки, синови Божји, синови ѓаволски, синови Божји, кои се разликуваат по тоа дали имаат љубов меѓу себе, дали имаат љубов еден за друг, дали се осудуваат еден со друг, дали врват по патот на Исус Христос, дали имаат сила од озгора, дали Исус Христос живее заедно со Отецот, со сета негова полнота во нивните тела и души, да им даде сила од синови човечки, од синови сатански да станат синови Божи, бидејќи се отпадната природа, сатаната е фрлен на земјата по поразот од Архангел Михаил. Тој е првиот греф, вториот греф протиставен на Бог, вториот греф е Адам.
кој избра да јаде од дрвото на познавањето на доброто и на злото, Господ му рече ќе умрете и така станавте смртни. Никој од нас не живее за себе, никој не умира за себе, живееме ли, умираме ли, Исусови сме, Исусови, бидејќи Христос затоа умре, а ти зошто? Зошто ти го осудуваш братот свој? Зошто го укоруваш братот свој кога и самиот си грешен? Зашто сите ќе застанеме пред судот Христов. Во една црква претходно кога бев помагав, која преминала од безбожниство, како да речам, од божечко дејание во Христово, после извесен период повторно духот на Антихристот почна да ја завладеува црквата. И му реков на водачот на црквата: Божиот закон го знаеш, ако ме осудувате мене, и вам ќе ви биде судено. Замислете, набргу по неколку денови веќе почна осудувањата, една голема црква ги осуди нив, потоа тие се осудуваа, па тие се караат и се осудуваат. Значи, кој си ти што го осудуваш братот свој? Или ти што го укоруваш братот свој? Зашто сите ќе застанеме пред судот Христов. Така на пасторот на таа црква му велев: јас, раб Божи, му служам на Христос, а тебе ти помагам, зашто Бог ми рече да му помогнам на пасторот, а тој не слуша, потоа морав да го молам Бог да ме ослободи од таа служба. И денеска ми даде сосема нешто друго. Како апостолот Павле, да ги посетувам црквите, да го гледам духот на црквите, да ги охрабрувам, да го озвучувам Светото Писмо, и секаде каде што ме води Бог, живееме ли, умирам ли, Христов сум. Зашто сите ќе застанеме пред судот Христов. Зашто е напишано: јас сум жив, вели Господ. Зашто пред мене ќе се свитка секое колено и секој јазик ќе го славосува Бога, ќе го слави Бога. И така секој од нас ќе одговара пред Бога за себе си. Пред Бога за себе си. Кога имате дарби од Бог, добро е да го знаете Исус Христос, кој слезе и стана слуга, да им служи на сите, им ги изми нозете на апостолите, да не се возгордеете па да мислите дека сте подобар од другите. Подобар од другите, дека сте Бог. И тука почнува духот на Антихристот да ве растура, ќе влезе во црквата, и како што од една црква се разотидува, сите оние што беа дарувани треба да ја водат црквата напред. Црква по тоа подразбирам заедница на христијани. Инаку нема други цркви, само една црква, а тоа е Исус Христова црква, каде што Исус Христос е нашиот пастор, водач, учител, исцелител. И ако сте вие во таа црква, по било која друга да влезете, тие што мислат дека се други цркви, ако ве примаат, кажете им мир вам, и мирот Исусов ќе прејде на нив. Ако пак не ве примаат, истресете го правот од нозете ваши и оставете ги во нивниот свет. Живееме ли, умираме ли, излегуваме ли, влегуваме ли, Христови сме. Една е црквата, Исус Христос. Интересен еден пастор обвинува друг пастор дека му ги краде верниците. Тој не размислува зашто бегаат луѓето од неговата црква. Кој кого го краде? Па црквата е на Исус. Не можеш да откраднеш никога. Ти, ако јас му припаѓам на Исус, кој може да ме открадне мене од Исуса? Кој може да ме открадне од Исуса на кому му припаѓам со сето свое срце, со сиот свој разум, со сета своја душа? Така и тебе, брат и пријател, ако го примиш Исуса, не може никој да те открадне, ни сатаната, ни болки, ни болести, ни страдања, ни сомнежи, ни световни битки, ни поделбите, разделбите, ни бугари, ни грци, ни срби, ни арнаути, ни американци, ни НАТО. Никој не може да ме отргне од Исуса. Сето тоа е безвредно и сатанско. Само Исус има вредност и ти дава живот. И така секој од нас ќе одговара пред Бога за себе. За себе. Затоа пак да не се судиме еден со друг, туку подобро расудувајте вака. Не поставувај му на својот брат спрепка или соблазна. Не поставувај му на својот брат спрепка или соблазна. Знам и уверен сум преку Господ Исус Христос дека нема ништо нечисто само за себе, по себе, освен кога некој мисли дека е нечисто. За него тоа е нечисто. Видете, ако знаете дека го соблазнува братот нешто, често кога одам во некои цркви, гледам некој заблуди, сакам да им кажам, се размислувам дали треба да ги соблазнам или да ми ја кажам вистината. Тогаш чекам одговор од Бог. Кога ќе го имате чувството дека да секој од
изговорен збор ќе одговарате на судниот ден. Добро ќе размислувате што озвучувате, бидејќи човек не се осквернува со она што влегува во устата, што го јаде, туку со она што излегува од устата. Ако пак братот твој се скрби поради тоа што го јадеш, ти веќе не постапуваш според љубовта. Значи, одиш кај некој брак и постапуваш со нив, како што вели апостолот Павле, со јудејците сум јудеец, со македонците сум македонец, со арнаутите сум арнаутин, со бугарите сум болгарин, со грците сум грцин, со европејците и со НАТО сум НАТО, но не сум НАТО, бидејќи живеам ли, умирам ли, Христос сум, му припаѓам на Исус Христос, а таму сум да сведочам, да помагам. Не погубувајте го со своето јадење, оној за кого Христос умре за секого од нас. Нека не се хули на она што е добро според вас. Царството Божјо не е во јадење и пиење. Царството Божјо не е во јадење и пиење, дали јадеш или не јадеш, дали земаш лепи вино кое е надворешен обред. Не е Царството Божјо во тоа. Луѓето мислат дека тоа е. Туку во праведност, Божја праведност, не твоја, Божјата правда, остави го својот гнев. Господ ќе осуди, Господ ќе донесе пресуда. Мир, дали ти имаш мир, брате? Мирот свој ви го давам. Исус Христос. И радост, радувајте се и пак радувајте се. Вие кога ќе бидете во дух, кој ќе ве допри Исусовиот дух, вие цело време постојано ќе го славите. 24 часа, не светците, ќе го славите Исуса Христа. Слава ти, Господе Исусе Христе, те сакам, Христосе, слава ти, Татко Небесен. Зашто оној кој му служи на Христос со овие работи, значи Божјата праведност, мирот Божи со радоста, тој му се допаѓа на Бога. Тој му се допаѓа на Бога. И мил име на луѓето. Тие веднаш забележуваат дека Исусовиот дух живее во него. И така да го бараме она што служи за мир, да го бараме она што служи за мир и взаемно надградување. Поради јадењето не уривај го делото Божјо, дали јадеш или не јадеш, што треба да јадеш, како да постиш, вака, станат, седнат, клекнат, знаете. Неодамна ги тера македонците во Пиринско 5000 луѓе да се поклонуваат во милиција, клекнати, легнати, седнати, се откажат од македонецот. Знаете, кога се откажувам од македонецот, имам чувство дека се откажувам од Бог, затоа што Бог ме нарекол македонец. Во Дела 16:9 и напишал: ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек македонец. Македонец е човек кој го повикува Бог и не можам да се откажам од македонец заради некои си световни работи и сатана да сака да ви подпише договор, да подпишете договор со него. Веќе имаме договор со Бог. Немам што да подпишам со сатаната, вие викајте ме како што сакате, а јас знам кој сум и што сум во Христа. Јас сум македонец, човек кој го повикува Бог, а сум и израелец. Евреин сум исто така, бидејќи евреин е човек, душа, син Божји, кој има завет со Бог. Македонец е син Божји кој го повикува Бог. Поради јадење не уривај го делото Божјо, на вистина, поради јадење. Се е чисто и тешко до оној човек кој јаде поради соблазна. Дали јадам вака, дали јадам така. Подобро е да не јадеш месо, да не пиеш вино и да не правиш ништо од кое братот твој би можел да се сопне или да се соблазнува или пак да славе. На едно друго место вели: тешко на оној од кого доаѓа соблазната, врз браќата. Имаш ли вера? Имај си ја за себе пред Бога. Блазен оној кој не се усудува, кој не се осудува самиот себе си за она што го добрува. Ако некој се сомнева кога јаде, осуден е. Човек што се сомнева нема да добие ништо во Јаков, посланието на Јаков. Осуден е зашто не јаде со вера. Тој е како бран што се крева и удира. Нема ништо да добие човек што се сомнева. Зашто не јаде со вера, а се што не е според верата е грев. Значи ти немаш вера, спасени сме по вера и по благодат. Значи верата подразбира да се препуштиш во Бог. Да се препуштиш во Бог. Живееме ли, умираме ли, веруваме ли, Христови сме. Ние му припаѓаме на Исус Христос, тогаш сите луѓе ни се браќа, зашто знаеме дека секој човек, секој еден човек е создаден од Бог. Бог го дал животот, Бог не создал. Сите ние сме браќа и сестри. Кои се моите браќа, која е мојата мајка? Оној кој ја исполнува волјата на мојот Отец, вели Исус. Исус
тие се мојата мајка, моите браќа, на оној кој може да ве зацврсти според моето Евангелие и проповедувањето за Исуса Христа, според откривањето на тајната која била замолкана од вечни времења. На друго место вели тајната дека Исус Христос, во кого пребива Отецот со сета негова полнота, живее во вас, може да живее во вас ако го повикате. А која сега се јави според пророчките писма, Римјаните 15 глава, и според пророчките писма и по заповедта на вечниот Бог, кого никој не го видел и живее во непристапна светлина, тој е видлив во Исуса Христа, им стана позната, значи на сите народи, пророчките писма, за да ги доведе во послушност кон верата. Ова свето писмо е пророчко писмо. И тука е запишано се и покрај преводите, преписите и сврлањата на делови, на повеќе места, бидејќи тоа живо, се запишани вистините и ако го читате, ќе ги пронајдете. Значи, преповторување, систем на Библијата се повторува една мисла на различни начини во различни ситуации, додека не влезе во вашето срце и почнете и вие да ја повторувате во сите ситуации во земново време во вашиот живот. На единствениот мудар Бог преку Исус Христос нека е слава на единствениот мудар Бог преку Исус Христос, видлив преку Исус Христос за нас во сите векови. Амин. Но луѓето често не им е јасно што е тоа тројството. Значи имаме Бог еден, тој е невидливиот Бог, создателот на се. Тој со сета негова полнота живее во Исус. Не целиот, исполнете Исус со него и е видлив во него, и затоа Исус Бог. Ако не ви е јасно, ќе ви биде јасно по патот. Ние силните, 15 глава, ние силните, тоа подразбира луѓе во кои пребива Исус се силни, не физички силни. На сите кои поверуваа во него, Евангелие по Јован им даде сила да станат синови Божји. Ние силните должни сме да ги поднесуваме слабостите на немокните, тие што не го примиле Исус, и да не се угодуваме на себе си, да ги осудуваме, да ги бркаме од црквите, да им забрануваме на верниците како што има една така наречена црква, бидејќи ако им забрануваш да се дружат со другите христијани, ти не го почитуваш Божиот закон, љуби го својот ближен како себе си, ако се богатееш со дарбите, ги наплаќаш молитвите и дарбите. Повлече линија, синко, каде ќе завршиш. Но Бог вели, кој си ти да осудуваш друг слуга, да се помолиме за сите оние цркви во кои духот на Антикристот растура. Секој од нас е должен на својот ближен да му угодува со она што е добро, да му угодува на својот ближен со она што е добро за неговата надградба, зашто и Христос не си угоди самиот на себе. Значи, треба да го следиме Христос, не си угодуваше сам на себе, туку како што е напишано, подбивите на оние што ти се подбиваа, паѓа врз мене, трпеливо поднесувај навреди. Има една од Божите заповеди и препораки, а се што беше порано напишано, за наша поука беше напишано, за ваша поука беше напишано, та преку трпението, љубовта е долго трпелива, преку трпението и преку утехата од писмата. Значи, ова е тоа што не утешува, да имаме надеж. А и Бог на трпението, Бог на трпение и утеха да ви даде да бидете во едно мислие, значи да не се расправаат црквите, нема православни, католици, протестанти, методисти, баптисти, нема такви цркви. Една е црквата Исус Христова, вие можете да се нарекувате како што сакате, ако не му припаѓате на Христос и не ги љубите своите браќа. И сетне во Македонија се случува на вистина еден сатански круг на омраза, крадење, лажење, наметнување на туѓа религија во 4 сабајле, преку разглас, нарушување на јавниот ред и мир, не се шири светото Евангелие и тоа е затоа што нема доволно љубов меѓу нас, зашто кога двајца или тројца ќе се соберат во мое име, вели Исус, тоа подразбира во име на љубовта. Ако нема љубов меѓу црковните заедници и ние не успеавме, големите и малите цркви, да ја покажеме љубовта, да се собереме сите заедно, да се молиме 24 часа, 3 дена ноќа или не знам колку дена, колку ќе кажеше Господ и ќе не водеше духот, да се постигне, да молиме
и да повикаме кон Бог, да бидеме вистински македонци, македонец кој ме молеше и велеше дојди во Македонија и помогни ми. Значи македонец е категорија на човек, на душа која го повикува Бог. Како што израелец е душа која има завет со Бог, па не го препознава потоа. Господ ги чека долготрпеливо да се покајат. Бог на трпението да ви даде да имате и утехата да бидете во едномислие, тоа значи во мисла, сите која мисла да ви биде покорена на Христос меѓу себе, според примерот на Христос Исус, та еднодушно и со една уста да го славите Бога и Отецот. Бога и Отецот кој се создал на нашиот Господ Исус Христос, праведникот, јагнето Божјо, кој им ги изми нозете на апостолите, кој не осудуваше и на крајот рече: татко, прости, моче, не знаат што прават. Или како што архангелот Михаел му рече на сатаната: Господ да те укори. Или како што Аврам му каже на својот син Исак: каде е јагнето за курбан јарецот? Господ ќе намири. Живееме или умираме, Господови сме. Македонецу, ти си човек кој го повикал Бог. И ако не знаеш дека си тој човек, ако мислиш дека си некој друг човек, тогаш ќе ти треба време да разбереш дека си во сатански круг. Дека без силата Исусова, сатаната ќе те меле како пченица. Татко мој, ти благодарам што и овој ден си во моето срце, што ме огрева твојата светлина, ме облекуваш во твојата љубов, што ме поставуваш во Христа Исуса. Ти го предавам телото на богоугодна жртва за твоја слава. Те молам за сите болни, гладни, осамени. Те молам за македонскиот народ, за сите политичари, водачи што се намразени. Те молам за моето семејство. Ти благодарам што правиш огнен штит околу нас за твоја слава. Ти благодарам што ниедно оружје направено против мене нема да има сила и секој јазик кој би се кренал против мене на суд ти ќе го обвиниш. Татко мој, се мое е твое, јас ти припаѓам тебе, оставам се во твоите раце, се што имам. Се молам за моите роднини, родители, пријатели, мојата сопруга, моите деца, духовни, физички, моите колеги на работа, мојата земја, политичарите, соседите, да се отворат за твојата љубов и да чекорат по патот на љубовта, од синови сатански да дојдат од темнина во светлина, во синови Божји, во пребивање во еден дух, во една мисла, од духовното царство Божјо. Амин. Мир вам, македонци мои, и повикајте го Бога, сетете се кој сте и што сте, македонец, душа која го повикува Бог. Амин. Na kolena vo molitva pokajnička, prosti mi, se odkažav od grevo smrten, tatko moj nebesen, i slovo Božjo mi isprati, sino svoj Isus da me spasi, Bogoroden vo tebe su, tatko moj nebesen. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Da prostuvam me nauči, site da gi ljubam kako ti. Čeda Božji site sme vo ljubov ta, tatko moj nebesen, i milost Božja me
obleja. Miro svoj mi go darovaš, so si od razum, srce, duša,